Започнуваат вестите на Канал 8. Добар ден. Завршена е изградбата на новиот мост на Злетовска река кај селото Жиганци. Во тек е пробивањето и тампонирањето на приодниот патен правец од Пишица кон Жиганци. Неполни 2 години од поставувањето на камен темелникот, завршени се главните градежни активности на новиот мост на регионалниот патен правец Р-2342, што ја премостува Злетовска река кај селото Жиганци. До целосното комплетирање останува да се постави асфалтниот слој на коловозната лента, со што објектот ќе може да биде предаден во употреба. Механизацијата на градежното предпријатие Пелагонија инженеринг од Штип веќе работи на уредување и регулација на речното корито околу мостот, односно негово статичко обезбедување од влијанието на водената струја. Претходно беше изграден земјан насип во должина 120 метри на приодниот пат од правец на Жиганци, а во моментот се работи од спротивната страна, каде приодот е нешто полог и изнесува околу 800 метри. Новиот мост на Злетовска река е долг 31 метар, широк 5 метри, а има носивост над 15 тони. Парите за изградба беа обезбедени преку програмата за рурален развој, за што се издвоија 8 милиони денари. Финансиско учество од 1,5 милион денари во изградбата на мостот имаше и општина Чешиново Облешево. На започнувањето на градежните работи во септември 2013 година беше најавувано дека објектот ќе биде завршен во рекорден рок, но потоа дојде до поголем застој, а изградбата се интензивираше дури на крајот од минатата година. Во меѓувреме започне и се заврши градењето на уште еден сообраќаен мост во непосредна близина на селото Жиганци, лоциран неколку стотини метри низводно од новиот мост. Изградбата на мостот ќе го разреши повеќе деценискиот проблем на жителите на селата Жиганци и Пишица за поминување преку реката. Објектот има и регионални димензии, бидејќи ги поврзува двете соседни општини Чешиново Облешево и Пробиштип. Овие општини како своја обврска го презедува асфалтирањето на приодите до мостот од правец на двете соседни села во должина од околу 1 километар. Општина Кочани планира да вложи над 12.000 евра за комунално уредување во сообраќајната сфера. Со овие пари се планира да се доизградат и да се прошират дел од постојните паркинг простори во централното градско подрачје. Доизградба и проширување на постојните паркинг простори е планирано да се направи во централното градско подрачје. Ова е обид да се одговори на зголемените потреби за паркирање, како и за отстранување на постојните тесни грла на сообраќајниците во близина на паркинзите. Од локалната самоуправа на Кочани планираат за оваа намена да потрошат над 720.000 денари, средства предвидени во буџетот со програмата за изградба и одржување на општинските патишта и улици за оваа година. На последната седница на Советот беше направено и нејзино дополнување, односно советниците дадоа подршка за реализација на планираниот зафат, со што ќе се добијат нови паркинг места на просторите што и досега се користеа како необележани паркиралишта. Станува збор за уредување на паркинг просторот кај Домот на културата, односно кај паркот и централен регистар. Значи, бидејќи таму треба да се извршат одредени интервенции пред управа УЈП и овој паркинг простор сегашниот што е кај Домот на културата, станува збор за тој паркинг простор уредување. Според техничката документација, предвидено е на просторот кај Центарот за култура да се добијат дополнителни 270 метри квадратни сообраќајна површина, односно да се обезбедат нови 15 на паркинг места. За оваа цел ќе се дислоцира и дел од камениот зид во должина од 30 на метри, со што ќе се обезбеди проширувањето на паркинг просторот. Кај Централниот регистар пак просторот е со слична површина и таму се предвидени уште 10 места за паркирање. Тендерската постапка за избор на изведувач на градежните работи е веќе започната и пријавувањето на заинтересираните фирми ќе трае до крајот на овој месец. Се очекува изградбата и проширувањето на споменатите паркинг простори да заврши до крајот на летото. Виница, како што е познато, е општина со најмала невработеност во регионот, која полека се спушта дури и под европскиот просек. Со новите инвестиции може да се вброи во општините со најмала невработеност во Европа. Од наш агол за инвестициите, стандардот и можноста да се зголеми цената на трудот.
Последните сондажи на пазарот на трудот што се потпираат на голата статистика го потврдија веќе познатиот факт дека Виница е општина со најмала невработеност. И градоначалникот Емил Дончев подвлече дека во регионални рамки Виница е најдобро стоечката општина во поглед на вработеноста. Според официјалните статистики, односно според Агенцијата за вработување, Виничка општина има некаде околу 890 активни баратели на работа. Вкупно околу 5000 вработени, од кои околу 900 се вработени во администрацијата. Меѓутоа, во последните години Виница бележи доста значаен економски развој, се градат нови капацитети и се отвараат многу нови работни места. Се на се зголемува цената на трудот. Дали на вистина ќе се зголеми цената на трудот, зависи од повеќе варијабли што се поврзани со севкупните економски текови во Македонија. Од другата страна на медалот, споменатите факти генерираат друга предпоставка. Ако постоечките и новите работни места во Виница се толку атрактивни, зошто и селениците не размислуваат за враќање дома? И наша интенција е преку зголемување на цената на трудот, односно зголемување на платата, да им дадеме можност на овие луѓе кои што се иселиле во некое време да се вратат овде и да најдат работа во нашата општина. Се надеваме дека во наредниот период уште повеќе ќе се намали оваа невработеност од 890 активни баратели на работа. Доколку овој тренд ја задржи постоечката динамика, ќе се стигне до идеална состојба во пазарните економии, но модифицирана за потребите на Македонија и контекстуално амнестирана од логичност. Работа ќе нема само за оние што бараат работа, колку да не ја најдат, но и таа чуена теза директно води кон социјално-економскиот абсурд. Квалификациите не играат голема улога. Кога се зборува за Виница, отворањето нови работни места во реалниот сектор, како повеќе да не е вест. Во новата индустријска зона оваа година, од месец август се очекуваат 100 нови вработување во текстилната фабрика Текспорт, новата австријска инвестиција, и со новата технолошко-индустријска развојна зона, која што следната година би требало да има нови инвестиции, ќе се отвараат уште повеќе работни места и Виница има една добра перспектива во делот на невработеност, односно на вработеност. Виница пред извесен период абсорбираше голем дел од работната сила во регионот, правенствено ниско квалификуваната, привлекувајќи ја на тенката граница меѓу дистопија и наводна утопија на само 10 километри оддалеченост. Со отворањето на неколкуте други фабрики во регионот, кај доскорашните невработени е присутна праксата на предпочитање на местото на живење, кога е во прашање наоѓањето работа. Извор на фекалии, а со тоа и извор на зараза. На температура од 40 степени уште поголема можност е фекалиите да се рашират и луѓето кои поминуваат во индустријската зона, место викано керамидница, да се заразат од нечистата вода која постојано тече во нивните плацови. Во план е да гради објект кој ќе биде наменет за откуп, преработка и продажба на земјоделски производи, но додека не се среди работата околу фекалиите кои истекуваат токму на неговиот плац, не би можело да се отпочне со градба. Таков е примерот на Александар Ѓоргиев од Горни Подлог, кој вели дека како него има и други примери во индустријската зона место викано керамидница, на кои местата кои ги откупиле им се загадени со водата која истекува од градската канализација. Вчера, кога дојде изведувачот, кога виде овој убав извор на заразни болести и потенцираме, буквално ми кажа 2 години јас овде нема да дојдам да градам. Така да бев принуден да повикам телевизија, бев кај сите, бев и кај директорот на водовод и тој му обеќа ќе биде Сане, не се секирај, ќе биде. Директорот што ќе биде кога треба тоа да се почне да се гради. И сега не знам што ќе правам, инвеститор, изведувачот што беше договорено, ми откажа. А сум врзан со рокот за да отпочнам со градбата. Жителите кои имаат своји места тука со овој проблем се соочуваат од поодамна, но бараат итно решавање на проблемот и санирање на фекалиите и нечистата вода, оти мора да се отпочне со градба. Значи на оваа температура со 37 до 40 степени, не знам што може да се појави тука. Не некој да дојде да работи, да биде 8 сата тука да работи. Барам да дојдат подхитно да се санира работа и да ми направат дезинфекција на плацот, за да можам да отпочнам со градбата. Олеснителна околност е што местото дека истекуваат фекалиите не е густо населено и нема голема фреквенција на луѓе, оти инаку ќе представуваше голема опасност од ширење на зарази.
Луѓето кои имаат купено места тука и сакаат да отпочнат со градба, апелираат на итно решавање на проблемот. Познавачите сметаат дека постојат добри закони за управувањето со води, но нивното спроведување е лошо, што го засега источниот регион. Тоа е причината поради која се предлагаат нови мерки во оваа сфера. Законите за води се добри на хартија, но нивното спроведување е лошо. Истото важи и за делот од легислативата што се однесува на прочистувањето на отпадните води, интегрираното спречување на загадувањето и заштитата од поплави, вели координаторот на проектот Вода за живот, експертот Владимир Ставрич. Тоа е причината поради која, како што е познато, се нудат нови предлог мерки. Оваа програма на мерки која што ние ја предлагаме со планот, а која што Министерството за животна средина треба да ја усвои и да почне да ја спроведува, има повеќе проекти кои што се однесуваат како на дополнување на законската регулатива, на спроведување на таа законска регулатива, но исто така и на градење на капацитетите на институциите кои што овие закони треба да ги спроведуваат. Покрај тоа постојат и инфраструктурни проекти што треба да ја подобрат состојбата со водите во регионот. Нивното спроведување исто така се должи на швајцарската техничка помош, но и на финансиската помош од швајцарската влада. Како што знаете, веќе една пречистителна станица во Берово е во функција. Сега е на крај на практично започнува и пречистителна станица за Кочани да се прави, а во план е и Делчево. И покрај тоа има вакви проекти кои што се однесуваат на генерално планирањето и управувањето со водите, но и други проекти кои што се однесуваат на заштита на природата, еколошка едукација за училиштата и така натаму. На овој начин, обединувачкиот проект насловен Вода за живот се спроведува во повеќе сфери што се однесуваат на управувањето и третманот со водите. Тоа е воопшто најголемиот проект во областа на животната средина што во последните години се реализирал во регионот. Заврши првиот и вториот дел од полагањето на државната матура. 186 ученици во гимназијата и 71 во Средното општинско училиште Гошо Викентиев полагаа македонски јазик и литература и странски јазици. Останува уште математика и општообразовни предмети. Македонски јазик и литература и странски јазици помина. На матурантите им остана да полагаат математика и општообразовни предмети за целосно да завршат со полагањето државна матура. Полагањето на првиот и вториот дел од матурата засега помина без никакви проблеми, информираат од двете средни кочански училишта. Полагањето почнува навреме, а присутни се набредувачите од Бирото за развој на образованието. Во гимназијата Лјупчо Сантов полагаат 186 ученици, а во Средното општинско училиште Гошо Викентиев 71. На 17 јуни матурантите ќе полагаат математика, а на 19 општообразовни предмети. Резултатите од матурата ќе бидат готови за 30 дена откако ќе заврши полагањето. Оние пак ученици кои се пријавиле за полагање училишна матура ќе полагаат од 18 до 22 јуни. Инаку, резултатите од екстерно за сите ученици освен матурантите неофицијално треба да бидат истакнати на 25 јуни. 48 деца од семејства во социјален ризик и годинава ќе можат да одат на бесплатен летен одмор. Заинтересираните можат да поднесуваат барања до Центарот за социјална работа во Кочани до 17 јуни. За бесплатно летување во Мајски Цвет Струга досега се пријавиле вкупно 48 дечиња од семејствата во социјален ризик. Но заинтересираните се уште можат да поднесат барање за летување, вели директорката на Центарот за социјални работи од Кочани Весна Даневска. Бесплатен летен одмор во Струга опфаќа летување во период од 7 дена, односно 6 полни пансиони. За реализација на овој проект за ова лето обезбедени се 8 милиони денари на ниво на држава. Јавниот повик трае до 17 јуни и може да се пријават сите заинтересирани. Услугата може да ја користат деца од семејства во социјален ризик, деца од семејства приматели на социјална парична помош, деца без родители и родителска грижа, како и деца со пречки во развојот од 5 до 9 оделение. Право да аплицираат имаат родители кои што се корисници на социјална парична помош, на детски додаток, родителите кои што се корисници на посебен додаток, односно родителите на децата со пречки во развојот. Овој проект се реализира од летото 2012 година.
До сега бесплатната услуга за летен одмор ја искористиле 6000 дечиња, додека бесплатната услуга за зимски одмор ја искористиле вкупно 3000 дечиња, или 9000 деца и 9000 семејства кои се во потешка состојба. Добиваат поддршка од државата и можност да ги пратат своите деца на бесплатен летен или зимски одмор. И за крај од вестите проследете ја спортската информација. Виничката филијала на Металург на летен камп во Охрид. Со децата работат истакнати ракометни стручњаци. Викендов во туристичката престолнина на Македонија Охрид почна првата смена на летниот камп на Металург. Повеќе од 140 деца од Виница, Скопје, Кавадарци, Кичево, Кратово, Македонска Каменица и Охрид се сместија во хотелот Бетони и почнаа својата летна ракометна авантура. Десетина тренери ќе ги водат разновидните тренинзи, а 20 доктори ќе се грижат за здравието на децата. Покрај тренинзите, посебно внимание ќе се посвети и на нивната забава, нивното дружење, а во убавите денови ќе се посетува и хотелската плажа. На првиот ден од кампот недела, изморени од долгиот пат, децата немаа напорен тренинг. Откако се одморија, потоа жестоко навиваа за македонската репрезентација во мечот со Чешка, го посетија теренот за тренирање, каде се одржа едночасовен воведен тренинг. Веќе од понеделник, кампот стартува со комплетната програма, која вклучува целосни тренинзи, но и многу забава за посетителите. Толку во овие вести, следете не и на канал8.mk. Довидување.